Карен Левин. Куферот на Хана. Токио, Јапонија, зима 2000 година. Всушност, тоа е сосема обичен куфер. Малку излижан на рабовите, но во добра состојба. Кафеав, голем. Во него може да собере многу работи. Облека за долго патување, на пример. Книги, игри, скапоцени предмети, играчки. Но сега во него нема ништо. Секој ден деца доаѓаат во еден мал музеј во Токио, Јапонија, за да го видат овој куфер. Се наоѓа во стаклена витрина. И низ стаклото може да се види дека има нешто напишано на куферот. Со бела боја на предната страна. Има име на едно девојче. Хана Бради. Датум на раѓање 16 мај 1931 година. И уште еден збор. Вајзенкинд. Тоа е германски збор за сираче. Јапонските деца знаат дека куферот дојде од Аушвиц, концентрационен логор во кој милиони луѓе страдале и умирале за време на Втората светска војна. Во периодот помеѓу 1939 и 1945 година. Но која била Хана Бради? Од каде е таа? Каде патувала? Што спакувала во куферот? Како останала сираче? Какво девојче била и што се случило со неа? Децата имаат еден куп прашања. Исто и директорката на музејот. Вита млада жена со долга црна коса, која се вика Фумико Ишиока. Фумико и децата полека го вадат куферот од стаклената витрина и го отвораат. Ги пребаруваат страничните джебови. Може би Хана оставила нешто што би послужило како некаква трага. Ништо. Гледаат под поставата со точки. Ни таму нема никакви навестувања. Фумико им ветува на децата дека ќе направи се што може за да дознае нешто за девојчето кое го поседувало куферот и да ја реши оваа мистерија. И целата следна година станува детектив, барајки траги од приказната за Хана Бради низ целиот свет. Нове место на Мораве, Чехословачка, 30-тите години на 20-тиот век. На брановитите ридови во средиштето на тогашна Чехословачка, во областа наречена Моравија, имаше еден град познат како Нове место на Мораве. Не беше голем, но беше познат, а особено зиме беше мощно посетувано место. Луѓе од целата земја доаѓаа на крос-кантри скијање во Нове место. Имаше трки што требаше да се одржат. Имаше скијачки патеки што требаше да блеснат и имаше замрзнати езерца за лизгање. Лете се пливаше, се едреше, се одеше на риболов и се кампуваше. Нове место на Мораве имаше 4000 жители. Порано градот бил мощно познат по производството на стакло. Но во 30-тите години на 20-тиот век, луѓето работеа во шумите и во малите работилници во кои се изработуваа скии. На главната улица имаше голема двокатна бела зграда. Во неа имаше двокатен таван, а во нејзиниот подрум таен премин водеше кон црквата на главниот плоштад во градот. Некогаш одамна, кога градот бил под опсада, војниците го користеле за складирање храна и резерви за луѓето од Нове место на Мораве. Градската продавница со мешана стока се наоѓаше на приземјето. Таму можеше да се купи речиси се: копчиња, джем, газиени ламби и гребла, звончиња за санки, камења за острање ножеви, садови, хартија и пера, бомбони. На вториот кат живееше семејството Бради. Таткото Карел, мајката Маркета, Хана и нејзиниот постар брат Георг. Таткото работеше 6 дена неделно во продавницата. Тој беше спортист, познат речиси на сите во Нове место на Мораве, по својата љубов кон фудбалот, скијањето и гимнастиката. Беше и актер аматер, со силен громок глас, што можел да се слушне од едниот крај на игралиштето до другиот. Поради тоа, таткото беше избран да ги најавува крос-кантри трките со мегафон, така што сите можеа да чујат што се случува. Беше и доброволен пожарникар. И заедно со други мажи од градот се возеше во противпожарното возило, за да им помага на луѓе во неволја.
Куќата на семејството Бради беше отворена за секаков вид уметници. Музичари, сликари и поети, скулптори и актери. Кога беа гладни, секогаш можеа да најдат топол оброк, подготвен од Бошка, куќината помошничка и готвачка. А за нивните уметнички таленти имаше нетрпелива публика, во која се разбира беа вклучени две палави деца – Хана и Георг. Понекогаш од Георг бараа да отсвири нешто на својата виолина. Хана повеќе сакаше да ги покаже своите вештини на пијаното, пред секој што сакаше да ја слуша. И среде дневната соба имаше грамофон што се навиваше рачно. Хана ја пушташе својата омилена песна. Имам 9 канаринци. Однова и однова. Ако сакате да дознаете што се случува понатаму, книгата можете да ја најдете во продажните места на литература.